Принцезата на зрното грашок. Во еден голем, тивок дворец, обкружен со високи ѕидини и зелени градини, живеел млад принц. Собите во дворецот биле раскошни, ходниците долги, а во дворот секогаш цветале рози. Тој имал се што може да посака човек, освен едно – немал жена. Сакал да се ожени, но не со било која девојка, тој сакал вистинска принцеза. Патувал далеку од својот дом, минувал низ градови полни со луѓе, низ тивки села и големи кралства. Запознавал многу девојки што тврделе дека се принцези. Некои биле убави, некои биле љубезни, некои зборувале како вистински дами. Но секогаш нешто недостасувало. Нешто во нив не било сосема вистинско. Принцот почнал да се чувствува уморно и малку тажно. Се прашувал дали може би бара нешто што не постои. Една ноќ, кога небото се затемнило и ветерот силно завивал, започнала страшна бура. Дождот паѓал силно, како да сака да го измие целиот свет. Громовите ја цепеле темнината, а светкавите молни го осветлувале дворецот. Во таа ноќ се слушнало тропање на вратата. Слугата ја отворил. Пред него стоела девојка, мокра до кожа. Косата ѝ била залепена за лицето, а облеката ѝ била тешка од дождот. Капки вода се слевале по неа, а рацете ѝ трепереле од студ. Јас сум принцеза од соседното кралство, рекла тивко. Ве молам, дозволете ми да останам тука ноќва. Ја внеле внатре. Во топлината на дворецот, таа изгледала уште поуморно. Кралицата ја погледнала внимателно, со мирен, но прониклив поглед. Не рекла ништо, но во себе веќе донела одлука. Таа сакала да ја дознае вистината. Слугите подготвиле кревет за девојката. Голем, мек, удобен. Но пред да ја пушти да легне, кралицата скришум ставила едно мало зрно грашок на самото дно. Потоа наредиле еден душек, па уште еден, па уште еден. Секој мек и дебел. Врз нив ставиле перници, меки како облаци, слој по слој, се додека креветот не станал висок речиси до таванот. Се изгледало совршено удобно. Девојката легнала. Очите ѝ се затвориле од умор, но ноќта не била мирна. Утрото, кога светлината полека навлегувала во собата, влегла кралицата и ја прашала: "Како спиеше?" Девојката полека се исправила. Лицето ѝ било бледо. "Не можев да спијам," рекла тивко. "Нешто ме боцкаше и не ми даваше мир." Во просторијата настанала тишина. Кралицата се насмеала. Тивко, сигурно. Сега знаела. Само вистинска принцеза можела да почувствува толку мало зрно низ толку многу душеци и перници. Принцот ја погледнал девојката поинаку, со радост што долго ја чекал. Конечно ја пронашол. Наскоро во дворецот се славела голема свадба. Светлата гореле до доцна во ноќта. Музиката се слушала низ градините, а луѓето се смееле и славеле. А малото зрно грашок го зачувале, како спомен, како доказ дека понекогаш најмалите нешта ја откриваат најголемата вистина.